Конечно дојдовме и ние до нашиот херој кој што пред неколку недели се искачи на планината Килиманџаро. Е врв висок 5000 колку беше? 895. Ајде сега да ни кажете малку за тоа искуство. Како започна од почетокот па до крај така на хронолошки во кратки црти? По кратки црти да ти кажем, беше ми желба јака да искачам на Килиманџаро, најголем врх, ама требаше со планинарско друштво од Велес Азот, меѓутоа тога немах средства парични. Сега имах, уплатих 3000 евра и плюс $600 американски, и ми се оствари желбата да идам со експедиција од Србија. Колку трае време на таква експедиција? Од почетокот од Делча, од тргнувањето до враќањето? 12 дена. 12 дена. Кој е најтешкиот дел? Па, искачување. На трети се искачиме, вечер у 11 кrenаме, са бајале, околу 10 часа траеше искачување. Обично е 9, младите 9 искачија што беа со нас, а ние околу 10 часа. Јас, најстарата. Добро, што е специфично за тој врв таму кај што го освоивте? Па не знаш. Како имали многу лош терен, Па, да мора да се чека да... Цел терен е лош на искачување, ношно време со челни лампи, можете се пред себе да гледате, али со водичите идете до врх. После на 5-6 не е проблем, веќе зора и гледаш с 4 километра на таму. Следен предизвик кој би бил? Последен период ми беше Олимп, требаше да идам, ама немам друштво, и Монблан. Не го планирам, а вчера сам добила порака, имам Перу. Перу е Аконкагва, таму некаде. Аконкагва, да. Перу, ама треба средства. Добро, колку е до таму, како да некако да се организираат хуманите граѓани да помогнеме? Па, Колку би чинела таква една експедиција? околу 3500 евра сигурно. Да. Предходно бевте првата жена на 70 години која го освои, На 74. а предходниот правиме модел во Турција, да, како се да, вика Шараrat? на 70, да. И бех па најмлада, најстара. Најмлад беше 16 години. Кој е предизвикот тебе вака на оваа возраст? Желба само. Се познава дека планинарството го одржи во човекот, така? Желба, да. Ако имате желба, годините са само бројка. Што ќе порачаме на младите кои сакаат да се бават со спорт, но мислат дека е тешко, дека треба и жртва некој, така ли? Па, у почеток е малку тешко, секоја работа е тешко у почеток. Значи, во почеток е тешка, али ако се редовно оди на планинарење, постепено и веќе нема враќање назад. Значи, продолжуваме да очекуваме следен пат, како што кажавме, Монблан, Олимп, Се зависи, зависи од парични средства, ништо друго. Да се надеваме дека еве овој разговор ќе го слушнат хумани граѓани, ќе присобереме повеќе луѓе сумата за Перу, барем што е потребно, па да видиме и ние како делчевци да имаме првата жена која ќе се искачи на... Сасвам само со моите средства, од никој не сум требала. Од сега кој ми праша покани, јас кажах, само зависи од средства. Ви благодарам многу за овој разговор и Хvala. се гледаме за добро. Пријатно.